што ќе прави сами? Еве, јас сум сам, немам ни деца, ни жена, ни ништо. Жената ми почина. И морам на ваков начин да земам нешто ја дадењето. Свака му час за вашава пуштија, свака му час. Овој 82 годишен велешанец е еден од неколкуте жители на овој град што немаат пари за редовен секојдневен оброк. Неодамна во Велес е отворена народна кујна, со цел за отприлика половина година да ги нахрани на дневно ниво по еден ручак сите маргинализирани сограѓани. За оваа хуманитарна мисија стојат само неколку физички лица, а идејата е напред се добродушниот Трајче Мешков, собственик на гостилница и основач на Сдруженијето на граѓани за помош на социјално загрозени лица Нула гладни. Пред 3 месеци бевме овде во Велес и со силна желба зборувавте за тоа дека сакате да се отвори национална кујна за да можете на поедноставен начин да им помагате на оние кои што се социјално загрозени. Какво е чувството кога веќе желбата е остварена? Чувството треба да се проба, одлично, неверојатно, помагаш на луѓе. Знаете, многу луѓе среќата ја наоѓаат кога друг ќе го направат среќен. Значи, токму таму и лежи коренот на среќата, а кога ќе успееш да задоволиш 30 гладни лица секој ден, континуирано со свежа готвена храна, тогаш чувството е неверојатно. Како функционира оваа народна кујна? Што се случува овде? Значи, овде доаѓаат лицата да ја подигнат храната, на кој принцип функционира ова место? Јас сум исто време и менаџер на една гостилница во Велес, која што се занимава со овакви готвени јадења. Имаме работилница каде што приготвуваме храна за многу лица во градот Велес, вклучувајќи ги овие, што значи дека во работилница адаптирана за готвена храна произведуваме готвена храна, во гостилницата ја пакуваме соодветно за оној кој треба и тука во овој објект во периодот меѓу 12:30 и 13 часот спакувана како овде ја носиме и на луѓето на кои што им се поделени ваучери ја поделуваме. Така е секој ден. Постојат луѓе на кои што им е потребен на готов оброк од причина што се или со инвалидитет или се лица кои што немаат како да си го зготват поради тоа што немаат услови, немаат кујна. За жал постојат и такви луѓе. Постојат и луѓе кои што не можат да дојдат до овде. Што правиме со тие луѓе? Тоа е проблем кој што пробуваме да го решиме. Во преговори сме со една такси компанија да врши достава за 4 до 5 луѓе кои што буквално не можат да се поместат од кревет и од својот дом. Проблемот е воочен и се надевам дека за брзо време ќе го решиме. Еве и апел, медиум сте, благодарам што дојдовте. Еве и апел до оние кои што сакаат да извршат превоз, кои што се таксисти, кои што имаат слободно време во денот, да го подигнат оброкот од тука и буквално да го однесат таму каде што е потребно. Кога го правевме проектот, сакавме да делува и да биде скромен. Рековме 6 месеца, 30 луѓе дневно е доволно. Но 6 месеца завршуваат токму во зимскиот период каде храната е најпотребна. Што значи дека ќе треба да смислиме нешто или да го адаптираме проектот да биде самоодржлив. Значи да биде континуиран, не да биде на 6 на 12 месеца, бидејќи храната нема да запре да биде потребна во јануар, ќе биде потребна исто и во март. Што значи дека апелот е континуиран. И донациите, благодарам на Бога, досега се континуирани. Значи не почнавме со кујната, прибравме пари, храна и така натаму, донациите се континуирани. Искрено големо благодарам на сите што континуирано нас снабдуваат и со зеленчук, и со овошје, и со компири највише, и со месо, така да формиравме и страница на социјалните мрежи Нула гладни во Велес, можете слободно да ја побарате и било која желба да донирате храна или средства ќе ја удоволиме таму. Што значи дека акцијата не е запрена за овие 6 месеци, туку тече континуирано и потребата од храна е континуирана за истите. Идејата на Мешков тлеела од подамна, но потребна му била поддршка и помош. Ја побарал јавно и се изненадил колку велишани се несебични. Но најголемото изненадување пристигнало надвор од границите. Ердован Етоски, со потекло од Велешко Мелница, но 30 години живее во Швајцарија. Дел од средствата собрани во неговата семејна фондација ги донира токму за овој хуманитарен проект Народна кујна. Во овие моменти, посебно сега со короната, значи хуманоста е, нели, секој човек може, ако се сака да се помогне околу хуманост. Меѓутоа, во
овој момент сега посебно со короната е навистина тешко во многу низ целиот свет. Меѓутоа сепак во Македонија сметам дека уште ќе биде потешко и дека кризата ќе доаѓа септември, октомври или понатаму, затоа што оваа коронавирус ќе потрае многу подолго, а околу хуманоста навистина сакаме ние да помогнеме, нели, пред се како семејство, индивидуалци, има луѓе кои сакаат да помогнат, меѓутоа треба малце да има поголема соработка. Некаде при крајот на април месец имавме можноста да ве имаме како гостин во утринската програма и таму споменавте дека имате навистина поголеми потешкоти во конектирањето со тоа да најдете каде е потребна помош, бидејќи имате средства. Дали од тогаш нешто се промени? Дали сега врската со институциите, со оние луѓе кои што можат да ви помогнат и да ве поврзат со социјално загрозените семејства, се засили или се уште е исто? Па, како би рекол, видите, во меѓувреме министерот што е за дијаспора, еднаш имавме средба, нели, лайф, каде што со други представници од други држави, меѓутоа тоа беше само единствено како средба. Значи истото јас па само ќе повторам како и до сега, значи 30 години наназад, ќе почнеме да разговараме, меѓутоа не одиме до крајот или до целта. Ние точно уште не знаеме каде има најголема потреба да се помогне. Значи тоа ние сами индивидуално покушаваме да најдеме, значи се помагало дали преку Црвениот крст. Еве помогнаме во последно време, значи сами, пак и со Црвениот крст од Неготино, во Демиркапија, низ Велес и на други градови каде што навистина има потреба од помош. Помагањето започнато е од 90-тите години. Меѓутоа до сега никој ниту го објавува, дали некој сака или не, неќем да навлегувам до таму. Меѓутоа помагањето, значи секогаш, дали било друштво, дали било индивидуалци, дали било група на граѓани, сите сакаат да помогнат. Сега ние како друштво или како претседател на македонското друштво Макмел од Бургдорф, каде што е едно од постарите друштва во Швајцарија, има многу пати помогнато. Дали во Мелница, дали во градот Велес, дали на други места низ Република Македонија, и ние стоиме уште на располагање дека понатаму ќе помагаме. Сега дополнително пак ќе се поделат во град Велес некаде околу 40 на пакети. Значи ново е исто во Неготино што ќе се поделат 30 на пакети и ќе дојдат и во многу други места, помали места или на друго место. Немаме генерално добра соработка со институциите во Македонија, зашто тоа е веќе со години наназад. Значи не да речам последните 5 или 10, според мене 30 години. Ние мора да се промениме. Ако сакаме во Европска заедница, ете во НАТО, меѓутоа некои работи треба да се промени. Моето мислење е тотално Македонија треба да го промени мислењето. Со вакво размислување не можеме ние во Европска заедница. Видите што ни прават. Се ни даваат чекор, задача по задача. Значи некои работи ние самите не ги исполнуваме. Прво треба да си го средиме, да си ја средиме куќичката, дворчето да си го средиме, кога ќе ја отвориме влезната врата, повелете, еве го нашата куќа, нашето дворно место, ние сме тие. Мислам дека само на таков начин, не случајно тоа го викам, наместо информациите да ги црпат не само од Швајцарија, него од сите други европски држави, па и од другите континенти, и тоа за жал не е така. На Мишков му биле потребни податоци како да ги најде вистинските луѓе кои немаат корка леп. Не знае, вели тој, каде се и кои се. Се сетил на добрата вила или Ленча Здравкин, жената која неуморно и безрезервно им помага на оние заборавените, заобиколените, маргинализираните. Таа преку различни хуманитарни мисии или акции на сите сиромашни луѓе во Велес им помага долги години. Со нив се гледа постојано, ги познава лично и без размислување пристапила да биде дел и од оваа хумана приказна. Околу списковите и начинот на кои луѓе им е потребно, секогаш се советуваме, се консултираме, бидејќи сепак годините искуство кај мене го направиле тоа, и мапирањето на луѓето, мапирањето на социјалните фамилии, да поседувам еден поголем список, меѓутоа и работењето низ различни проекти, како што тоа беше ВСС ефектот и Банката за храна Македонија, придонесе за едно поголемо искуство кај мене, така да секогаш стојам на располагање со Трајче Мешков сме сограѓани.
бидејќи Велес не е многу голем град, тој е релативно мал, така да сите сме во Велес на некој начин поврзани, дали роднински, дали другарски, дали пријателски. Иако разликата генерацијски со Трајче е прилично голема кога се работи за хуманоста, за хуманите дела, тогаш не постои разлика помеѓу мене и Трајче. Како една социјална држава треба да обрнеме малце по-големо внимание на сите луѓе што се околу нас, до нас, да ги погледнеме, да поразговараме, да ги посетиме, да видиме со кои проблеми се соочуваат. Посебно сега, во време на корона кризата, бројот на социјалните случаи навистина почна да се драстично да се зголемува, така да луѓето секојдневно побаруваат помош, но сепак и сите ние треба да бидеме малце поопрезни, да ги мапираме случаевите, каде има критични случаеви, каде има потешки, каде има полесни, бидејќи навистина во Велес, па верувам и пошироко низ целата држава, постојат случаеви кои не се посетени од никого, кои не примаат никаков додаток, никаква помош, и затоа треба да бидеме поекспедитивни, порадознали за таквите случаеви. Верските храмови важат за прибежиште на секој во секоја смисла на зборот. Нивните врати се и дом за оние кои го немаат. Од огромна помош низ целиот трнлив пат од идеја до реализација за Мешков бил и Филип Иванов, пастор од Евангелиската црква во Велес. Со Трајче имаме соработка уште од поодамна, затоа што тие ни ја готват храната што тука во неделите во црквата, 40 оброци даваме на деца од социјално загрозени семејства и со него заедно разговаравме за идејата да се отвори таа народна кујна каде што тоа би било секој ден од неделата за повеќе луѓе. И на почетокот како црква, јас како пастор се заложивме барем 5 дена од месецот да ние ги покриваме. За сега благодарение ќе кажем на Бога, на дарежливоста на црквата, на нашите пријатели, можевме и бевме во состојба за повеќе од 3 месеци да обезбедиме и средства и храна за потребите на таа црква, па на 6 месеци ќе обновуваме тој проект, но во секој случај тоа прерасна нешто мало во навистина значајно и важно за животот тука на нашиот град. На почетокот искрено затоа што живееме во период на криза каде што многу луѓе се плашат за сопствениот живот и за сопствените средства, мислевме дека ќе оди многу тешко, но тоа што бевме изненадени дека баш во овие моменти на криза во рекордно брзо време се собраа и средствата и луѓе доаѓаат тука во црквата и донираат и средства и храна и се што е потребно за да функционира и таа кујна и останатата хуманитарна дејност на црквата. Така да јас просто бев изненаден и радосен сум од фактот што луѓе не само што не задржуваат за себе си, туку гледаат како може да го споделат тоа со другите се повеќе и повеќе. Тешко му е на ситиот да му поверува на гладниот. Погледнете околу себе и размислете. Едноставно е. Со трошка донација можете да направите некого среќен.